Христијанскиот живот во многу аспекти се сведува на баланс помеѓу две добри нешта. И секој пат кога тие две добри нешта не знаеме или не умееме да ги балансираме, се јавува еден, знаете, во нашето тело некој пат кога има дисбаланс на хормони, тоа е сериозна состојба, така има дисбаланс на хормони. Така и во христијанскиот живот, ако има дисбаланс одреден помеѓу две добри нешта, покажува одредени симптоми, дека нешто не е во ред во нашиот духовен живот. И не многу често, скоро секој пат кога збориме за баланс, во однос на христијанскиот живот и тоа што го читаме во Библијата, треба да балансираме помеѓу две добри нешта, не помеѓу добро и помеѓу лошо. Ако е помеѓу добро и помеѓу лошо, нема баланс, се стремиме кон доброто. Ама кога се две добри нешта, треба да правиме баланс, бидејќи ако не правиме баланс меѓу тие две добри нешта, ќе одиме кон едната страна и тоа ќе се покаже како во нашиот однос со Бог, така во начинот на кој што се гледаме себе си, ама и особено во нашиот меѓусебен однос со луѓето кои што се дел од црквата, со комшиите, со семејството, со пријателите. Пример, христијанскиот живот треба да биде баланс помеѓу проучување на Библијата и практикување на проучувањето. Некој пат има луѓе кои што премногу време поминуваат читајки и мислејки, слушајки предавања и така натаму, ама се го чуваат за себе, некако не излегува од нивните животи тоа што го примаат. Од друга страна, па има некој кој што вика, не, ние мора да се активираме во служба, мора да евангелизираме, мора да служиме, никако да седнат, да поминат време со Бог, читајки го неговиот збор. И затоа треба се прави баланс помеѓу тие две нешта. Христијанскиот живот треба да биде баланс, како што барем според тоа што го читаме во Библијата, помеѓу практикување заедништво со браќата и со сестрите, ама исто така нешто што се нарекува самотија, ама самотија со цел. Ќе се тргнам на страна, за јас и Бог сега да бидеме само сами. Има некои луѓе кои што постојано сака да бидат, особено тие што се екстроверти, постојано сака да бидат со други луѓе, да се јават на некој, да бидат со некој, да разговарат со некој, па дури да се пишат со некој. Други пак, ние што сме поинтровертни, ние сакаме само книгата во раци, седи си дома, ја те викнам некој надвор да се види со него, абе не знам, па не можам, тоа е склоност, ама треба да правиме баланс помеѓу тие две. Ако не правиме баланс помеѓу да сум со другите, заедно да имаме заедништво, да сум сам со Бог, кога тогаш ќе излезе нешто на виделина, ќе излезе нешто на површина, дека нешто не е во ред, дека не правиме баланс помеѓу тие две нешта. Христијанскиот живот треба да биде баланс помеѓу молитва и мотика. Така? Океј ние да се молиме и да викам, леле, јас му служам на Господ и сум посветен, ама Библијата не повикува дека исто така треба и да работиме. Така што секој пат кога зборуваме за баланс во христијанскиот живот, мора многу важно да го сватиме тоа дека зборуваме за баланс помеѓу две нешта кои што се добри. Ама секој пат кога ќе одиме кон едното или кон другото, тоа доброто веќе не станува добро. Тоа веќе не е веќе добро, туку станува веќе лошо. Ако само се затворам сам и не сакам да бидам со другите, не сакам да практикувам заедништво во недела саба или во текот на неделата, тоа не е добро. Океј, ти читай си дома молитва и моли се, читай си дома Библија и моли се така натаму, ама Бог те повикува да бидеш дел и од заедницата. Или океј, бидете дел од заедницата, ама исто така Бог те повикува некој пат да се тргнеш на страна, да се заклучиш вратата или како е да се тргнеш, можеби дури во парк да отидеш и да бидеш сам, само ти и Бог. Така што баланс помеѓу две добри, помеѓу две корисни нешта. И овие нешта никој пат не се спротивни, туку се надополнуваат. Проучувањето на Библијата и практикувањето на Библијата не се спротивни, се наполнуваат. Молитвата и мотиката не се спротивни, се надополнуваат. Заедништвото со другите и самотијата јас и Бог и никој друг не се спротивни, туку исто така се надополнуваат. И секој пат кога сме склонни кон едното или кон другото нешто, во нашиот живот ќе се роди нешто што може да го речеме духовен дисбаланс. И тој духовен дисбаланс ќе си прави симптоми. И кога тогаш ќе ги видиме тие симптоми, ќе ги осетиме на своја кожа. Евангелие според Јован, 1 глава, 14 стих. Познат ви е текстов, ќе го прочитаме пак, ама овој стих ќе биде основата за тоа што сакам денеска да размислуваме и ќе биде основата за она за кој што сакам да размислувам конкретно во контекст на баланс. И еве ќе ви кажам зошто. Вика вака, Јован 1:14. И словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние видовме неговата слава, слава како единороден на Отецот.
Вика, Словото стана тело и се всели помеѓу нас. И еве ги двата збора на кои што сакам денес да се фокусираме. Полно со благодат и со вистина. Благодат и вистина. Зошто Исус дојде полн со благодат и вистина? Бидејќи тоа му треба на овој свет. Бидејќи тоа му треба на секој еден од нас. На секој еден од нас му треба некој да ни ја каже вистината, какви сме, тоа е полн со вистина, и благодата е таа која што не менува и не остава да бидеме такви какви што сме. Со други зборови, Јован вика, Господ Исус Христос дојде на оваа земја да не соочи со вистината, дека сме грешници, ама исто така да промени нашата вистина, да промени реалноста во која што ние живееме. Кога Бог дојде на овој свет, дојде полн со вистина и со благодат. Ако на светот му требаше подобар економист, Бог ќе пратеше економист. А ако на светот му требаше подобар политичар, ќе му пратеше политичар и ќе ја средеше ситуацијата. Ама не, на светот во суштина на човекот, во најдлабоката потреба на човекот е да знае вистината за тоа каков е, а денеска живееме во време во кое што секој луѓето викаат, јас имам своја вистина, ти имаш си твоја вистина. Не, има една вистина и таа е Божја вистина. Или ја прифаќаме и живееме во реалноста како што Бог ја зацртал, или ја отфрламе и си живееме во некој свој свет, ама кога тогаш вистината ќе не удри. Вистината ќе не прегази како воз. Подобро е да се соочиме со неа, да ја прифатиме и да живееме, отколку да ја негираме, бидејќи кога тогаш ќе се соочиме со неа. Јован вика, дојде Словото, стана тело, зеде тело, се всели помеѓу нас и полн беше со благодат и со вистина. Дојде за да ни каже какви сме и дојде да ни каже какви можеме да бидеме. Кој е потенцијалот кој што го имаме како суштества кои што се создадени според Божиот лик. Сега, она што е важно е дека овие два квалитети, или овие квалитети може да ги кажеме, вистина и благодат, дека Христос дојде полн со вистина и благодат, се во суштината на Евангелието. Дојде, Евангелието е радосната вест, која што според мене секој пат треба да си ја повторуваме, затоа што ако не повторуваме Евангелие, па дури за време на проповед, сите вие сте го слушнали Евангелието, предпоставам некој пат во животот. Ама ако не го повториме за време на проповед, за време па дури на разговори кога зборуваме за Бог, ние може некој пат да бидеме склони да си разговараме и да зборуваме за етика, ама не за Евангелие. Да, Евангелието произведува етика и морал. Ама Евангелието не е само етика и само морал, туку е многу повеќе од тоа. Евангелието е радосна вест, дека Исус дојде на овој свет, живееше, правеше чуда, поучуваше, умре, по 3 дена воскресна и се вознесе на небото и оттаму го пушти Светиот Дух да живее во верниците. И во суштината на самото Евангелие се овие два квалитети или овие две особини, ако може да ги кажеме, вистина и благодат. Бог дојде, интересно е што вистината, грчкиот збор кој што се користи за вистина, покрај другото, може да се преведе како реалност. И ако земе некој слободен превод да направиме на овој стих што го прочитавме, Јован вика, Словото дојде, зеде тело, дојде помеѓу нас, дојде да не се соочи со реалноста, да ни ја каже вистината, и дојде да ни ја промени реалноста. И затоа верувам дека кога луѓето доаѓаат на богослужба во црква и кога има контакт со луѓе од црква, дека нашата молитва и нашиот стремеж треба да биде токму тоа. Кога ќе дојде некој нов тука за прв пат или ретко доаѓа од време на време, што треба да биде целта? Целта треба луѓето тука да се соочат со вистината, со реалноста, за тоа какви се, ама и со благодата, односно дека Бог може да им ја промени нивната реалност. А секој еден од нас има аспекти од нашата реалност кои што сакаат да бидат променети. Некои од тие желби можеби се многу нереални, ама тука зборува за духовното, за нашиот карактер, за тоа какви сме ние. Бог дојде да ни каже какви сме и Бог дојде да ни каже какви можеме да бидеме. За жал некои луѓе остануваат само на вистината. Прифаќаат дека се такви какви што се и никој пат не дозволуваат Божјата благодат да действува во нив и да ги менува. А тоа е суштината на Евангелието, дека Бог ни кажа какви сме и ни кажа какви можеме да бидеме. И ако извадиме или вистина, или благодат, ако сме склони само кон едното или само кон другото, ние немаме Евангелие. И тоа зборам како Евангелие, како радосна вест, само исто така и не знам дали може да речеме дека живееме христијански живот, ако сме склони само кон тоа кон вистината, или да им ја кажуваме на другите вистината, ама да не им дадеме благодат.
Или ако сме склонни кон тоа, кога ќе направиме некаков грев самите себе си, бидејќи секој од нас се наоѓа во некоја ситуација кога што си викаме сакам да сум понапред, сакам да сум понапреднат во христијанскиот живот, сакам да се тргнем од овие работи. И вистината е дека да, грешни сме сите, ама благодата ни вели дека во Бог таа реалност која што имаме, ако му дозволиме, може да биде променета. Христос дојде полн со благодат и полн со вистина. Христос дојде да ни каже, ве сакам иако сте грешни. Христос дојде да ни каже, иако сте грешни, може да растете во светоста. И може да растете во тоа да бидете се послични на мене. И секој што сака да го прифати Евангелието, и затоа велам дека треба да го повторуваме, бидејќи ова е основата. Ова е основата за се што збориме во црквата, дека и за се што правиме, и за сите активности, за сите проповеди, за сите песни. Божјата вистина и Божјата благодат. Трнете вистината како пример, да дојде Христос само полн со вистина. Ако дојде Христос само полн со вистина, ќе беше како некои христијани кои што ти кажуваат што е проблемот и те оставаат. И сега ти мисли му после што да правиш. Ако дојде Христос полн со благодат, ќе биде па како некои други христијани кои што гледаат дека има проблем, ама си ќутат. И си премолчуваат. Ајде да не се скараме. Ајде да не го навредам, ајде да не ја навредам, ајде да не си го нарушим односот, ќути си и трај си. Значи, ако дојде Христос или полн со вистина, или полн со благодат, ама едно од тие две, не двете да беа, немаше да ни го даде тоа што нас не е потребно. Нас ни беше потребно и не е потребно некој да не соочи со реалноста какви сме, ама да не остави тука, да не рече, еве кој е вашиот потенцијал. Вие сте создадени според Божиот лик. Вие може да бидете поише отколку да се валкате во гревот како прасиња. Тоа е тоа што Христос дојде да ни го каже. Грешни сте, ама истовремено исто така сте и сакани. Вчера, мислам дека вчера или завчера почина еден многу познат проповедник, некои од вас може би сте слушнале за него, Тим Келер. Многу влијателен човек и една од неговите дефиниции за Евангелието беше Евангелието е следново. Евангелието е следново, дека ти си повеќе грешен отколку што можеш да замислиш и ти си повеќе сакан отколку што можеш да замислиш. Тоа е вистината и тоа е благодата. Грешен си, ама Бог исто така те сака. И кога зборуваме за благодат и за вистина, не се дури и за многу други квалитети и благослови кои што ги примаме од Бог, не се некои работи за кои што може само да речеме јас ги примив овие работи и слава ти Господе. Ај ќе пееме за Божјата љубов. Океј, убаво е тоа, треба да пееме. Прашањето е дали таа Божја љубов излегува од нас. Ај ќе пееме за Божјата вистина и за Божјата благодат, и ќе зборуваме за тие работи. Океј, слава на Бог, сме ги примиле Божјата вистина и Божјата благодат, ни ја промениле вечноста. Прашањето е колку дозволуваме таа вистина и таа благодат да ни ја променат сегашноста. Бидејќи христијанскиот живот не е еден ден таму само на небото. Христијанскиот живот почнува тука. Бог не ја менува само нашата вечност. Бог ја менува и нашата сегашност. Ако се надеваме дека само вечноста ќе ни биде променета, а сегашноста е иста како претходно, нешто не сме сватили, не знам што, ама нешто не сме сватили од Евангелието. И затоа благодата и вистината не се само квалитети за кои што може да пееме и да зборуваме, туку квалитети кои што кога ќе ги доживееме, нели прво го менуваат нашето меѓусебно општење со Бог, го менуваат начинот на кој што јас самиот себе се гледам. И го менуваат начинот на кој што те гледам тебе. Особено ако ќе сгрешиш. Особено ако ќе сгреши некој друг, тој што е ближен до мене, или ако ќе сгрешам, тука многу добро се препознава колку сме ги сватиле Божјата вистина и Божјата благодат. И колку тие произлегуваат од нас. Прво, особено важно е, кога зборуваме за вистината и кога зборуваме за благодата, е дека влијат на нашиот однос со Бог, го менуваат, ни даваат вечен живот, ни даваат простување на гревовите, ама кога нашиот меѓусебен однос со Бог е променет, вториот однос кој што ќе се промени во нашиот живот е кон самите себе. Вистината и благодата го менуваат начинот на кој што се гледаме самите себе, бидејќи христијанскиот живот или спасението, ако може така да кажеме, се состои од две фази, ако може така да ги кажеме. Тоа е спасението и светоста. Во Библијата ни се вели дека ние сме спасени, нели, веруваме, го положуваме својот живот врз основа на тие зборови,
Ама ако ќе речеме да, Господе, прости ми гревовите и спаси ми и дај ми вечен живот, после тоа иде еден процес кој што трае се додека сме тука на земјата, што се нарекува светост. И во тој процес на светост, некој пат ќе ни оди добро, ама некој пат ќе заглавиме некаде. Како некој возило, како некој трактор во кал кој ќе заглавиме само ќе вергламе и никога да не можеме да излеземе. Не дека не можеме затоа што не е возможно. Повеќе затоа што сами сме се влегли во калта и ќе ни треба некој време да излеземе од него. Ама во тој процес на светост некој пат ќе оди добро, некој пат нема да ни оди така добро, некој пат ќе се случи, може би се случило Сабалева, може би се случило вчера, да излезе од вашето уста некој збор што не требало да излезе. Некој пат ќе ви се случи да даете некој завет пред Бог и да речете од утре јас 1, 2, 3, 4, ќе почнам да читам, ќе почнам да се молам, ќе идам почесто во црква и така натаму. Трае ден, 2, 3, 4, петиот ден, заради било кој причини, нит читање, нит молитва, нит ништо не си направил. И не викам дека тоа е добро, таман работа. Ама сакам да кажам дека тоа е реалноста со која што секој еден од нас се соочува. Од утре ќе служам поише и ништо тоа служење. Или трае недела, две и после тоа си викаш, не можам, издишав, не можам јас веќе. И тоа е момент кога од особена важност е да видиме како треба да избалансираме помеѓу благодат и помеѓу вистина. Вистината е дека сум дал завет можеби пред Бог, кој што не сум го исполнил. И секој од вас претпоставам знае што значи тоа, неисполнет завет пред Бог. Вистината е дека сме разговарале двајца тројца, сме збореле за некој кој што не е тука присутен и не сме кажале добри работи за таа личност. Некој пат и тоа не се случува. Вистината е дека кога ќе ми изнервира некој дома или некој на работа, ќе излезе нешто од мене кој што не треба да излезе. Некој збор кој што ќе рече, да ме видат луѓето од црква и речат: "Ау, па ти и такви зборови кажуваш." Ама таа е реалноста. Не викам дека треба така да биде, така? Ама таа е реалноста. Тоа е вистината. Христос дори што? Полно со вистина и со благодат. Дори да не соочи со реалноста, еве каков ти е јазикот, и вика и дори да ни ја промени реалноста, да ни даде благодат. Не рече еве каков си, еве каков можеш да бидеш. И кога ќе направиме некој грев, кога ќе дадеме завет кој што нема да го исполниме пред Бог, кога во нашето срце ќе почнува да се јавуваат мисли кои што не се согласно Божјата волја и кога ќе почнува да се јавуваат негативни чувства кои можеби кон братот, кон сестрата, кон некој со кој што живееме под ист покрив, тука е особена важност да направиме баланс помеѓу благодат и вистина. Вистината е дека да, јас сум грешен. Благодата е дека Бог, ако му дозволам, ќе го промени ова во мене. Дека ако му дозволам на Бог, Бог дали ме љуби или не зависи, дали ме сака или не зависи од тоа дали денеска сум прочитал Библија. Охрабруваме читање на Библија. Ама ако денеска не читаш Библија, јас ти уверувам дека Бог ќе те сака исто како вчера кога се читал 20 глави. Сосема исто. Пак ќе речам, некој можева да го злоупотреби и рече: Бог ме сака мене секако, не читам Библија. Не е тоа поентата. Поентата е дека Божјата љубов кон нас се покажа на Голгота уште пред ние воопшто да бидеме родени. Најголемата љубов. Некој рекол дека Божјата љубов кон нас не зависи од тоа што правиме, ама тоа што го правиме во многу голема мера ќе зависи како ќе ја доживееме Божјата љубов. Ама ако ќе се случи некој таков момент, кај што ќе сгрешиме, кај што нема да го исполниме заветот даден пред Бог, кај што нема да направиме нешто што знаеме дека е добро да се направи, реалноста, вистината е да, дека не си бил организирана, не сум го организирал добро времето за да одвојам време за Бог, за молитва, ама благодата били Бог те сака се уште и ако му дозволиш, утре ќе действува преку тебе и ќе може да имате заедништво. Ако од моите уста излегуваат зборови кои што не се согласно Божјата волја, а излегуваат зборови кои што не се согласно Божјата волја, не ако, туку кога, подобро е кога, не ако, вистината е дека да, тоа не е својствено за човекот што верува во Бог, ама благодата е дозволиме следен пат кога ќе се најдеш во ситуација кај што треба да разговара со некој кој што ти изнервирал, наместо одма да избувнеш, оди кај Бог и речи му: Господе, не знам што ќе правам со ово или со ова, ама ти дај ми мудрост. Како да зборам? Србите имаат еден израз кој што вика: држи јазик за зубима. Као, држи си го јазикот за зубите за немцето и не можеш ништо да кажеш.
Следното, ако ќе се најдем во ситуација кај што, да, може би денеска сум кажал нешто што не е како што треба или по телефон, на чит, мовет, така, да, и ќе кажам нешто за некој кој што не треба да го кажам. Следниот пат кога ќе ми зазвони истата таа личност, пред да кренам да речам, Господе, пробајте тоа, пред да кренеш телефон, рече, Господе, ти дај ми мудрост да кажам и крени после и прави си мовет. Кратка молитва, може многу да го промени разговорот. Кратките молитви може да променат многу нешта. Неемија кога застана пред царот да побара дозвола да отиде да го изгради зидовите на Ерусалим, значи даде една кратка молитва. Речеме, праша царот, што сакаш, му се помолит на Бог и му кажав што сакам. Тоа најверојатно траело 5 секунди, предпоставам. Ама царот му ги отвори ризниците и му рече, еве ти, се што ти треба, земи. Следното, ако ќе бидеш во искушение да кажеш нешто што не треба, кај Бог сам рече, Господе, скроти го мојот јазик. Тоа е благодата. Вистината е дека има јазик кој што не е скротен, благодата е дека Бог може да го скроти јазикот. И зошто е важно да на некој начин да жонглираме помеѓу вистината и благодата кога правиме гревови или кога гледаме дека сме слаби на нешто. Важно е затоа што ако си даваме само вистина, пример, ќе направам греф и ти си за никаде. Никој пат нема да се смениш. Се на исти работи паѓаш, се на исти искушенија паѓаш, ти си за никаде. Година, 2, 3, 5 вака, значи не бива ништо од тебе. Ѓаволот ако го слушне тоа, ако дознае дека имаш такви мисли за себе, знаете, ѓаволот е експерт по правење сценарија. Ќе земе само една реченица и од таа реченица ќе ти направи шпанска серија со 200 епизоди ќе ти направи. Експерт е. Само да слушне што е тоа што ти го мислиш и си го вели сам за себе. Ако си даваме само вистина, цело време ќе се тепаме. И никој пат нема да бидеме свесни дека ја во Бог може да бидам поише од ова што сум. Од друга страна, ако си даваме само благодат, има некои луѓе кои што свикаат, јас сум Божјо дете, Господ мене ме сака, таков како што сум, и во Христос мене ми се простени сите минати сегашни и идни гревови. Ја не знам од кај ни е таа идеја на нас протестантите дека сите идни гревови се простени по автоматизам. Уште пред да ги направиме. Дајте ми стих во Библијата кај што го пишува тоа. Ако си даваме само благодат, ќе бидеме разлигавени христијани, кај што нема раст и нема да имаме реална слика за себе. Повторно се вратиме на вистина и благодат. Вистината е реалноста, благодата е дека Бог може да ја смени реалноста. А ако си дава само благодат, као ти си живееш во своја реалност. За тебе греф нема. За тебе има само јас сум Божјо дете сакано и Господ толку многу ме сакаше што го прати својот син да умре за мене. Добро, што правиме со гревот? Секој ден што се случува. Така што вистина и благодат. Ако забегуваме на едната или на другата страна, буквално забегувањето, нема да имаме реална слика за тоа какви сме ние и кој можеме да бидеме во Бог. Кога брат ми се женеше пред неколку години, попот што водеше церемонијата, кажа една многу интересна работа која што брачен совет им даде, всушност, ама верувам дека може да се примени на вистината и на благодата како еден баланс кој што треба да го направиме. Еве што им кажа, мислам дека тоа беше еден од најдобрите совети за брак кој што ги има слушнато во животот. Му рече, бракот е како влегување во едно кајче. И за едно кајче да оди напред, но во тоа кајче има две весла. И за едно кајче да оди напред, мора двајцата да веслаат за да одат напред. Ако весла само мажот, или ако се труди само мажот, или ако весла само жената, ако се труди само жената, ќе се вртат во круг. И они може да имаат одредена цел, да речат, ние сакаме да стигнеме на тоа островче. Пример, што и да е тоа островче во животот. Ама вика, ако само едниот или само другиот, цел време ќе се вртите во круг. И ќе се вртите во круг, и никој пат нема да го достигнете тоа што си го имате зацртано како брачен пар. И тоа беше стварно интересно додека се многу добар совет додека се спремав за оваа проповед, сикам, ова може да се каже за вистината и за благодата. Христијанскиот живот е како на кајче. И некој пат ќе се случи да сгрешиш. И викаш, ама сакам да живеам свет живот. Островот е светоста, да му угодам на Бог. Ако си дава само вистина и си викаш, јас сум за никаде, никој пат нема да се поправам и секој пат ќе си останам таков, или сите овие гревови и пороци кои што ги имам се појаки од мене, не можам да ги оставам, ќе се вртиш во кругче. Ако си дава само благодат и си викаш, јас сум топ. Не, Господ ме сака мене. Значи, јас сум како, не знам, зеницата во неговото око.
И само благодат. Ни за грев зборуваш, ни се спомнуваш за гревовите, пак ќе се вртиш во круг. Поинтата е благодат и вистина, со двете весла истовремено. И тогаш ќе можеме да ја достигнеме светоста. Иако реално гледано, ние сме повеќе склонни да се даваме себе си благодат, а на другите вистина. Некој многу добро рекол дека ние сме најдобри адвокати за своите гревови, а најдобри суди за тугите гревови. Значи јас, кога ќе сгрешам, слаб сум, грешни сме сите, тоа е тоа, не сум совршен. Другиот кога ќе сгреши, на глава ќе му се качиш за истата работа. И тука се гледа дека малце сме пристрасни во однос на овие нешта. Но, значи, благодата и вистината го менуваат нашето општење со Бог, начинот на кој што се гледаме себе си и начинот на кој што се однесуваме кон другите луѓе. Јас верувам дека ако соодветно ги сватиме овие две нешта, вистина и благодат, дека значително ќе ги променат меѓусебните односи во семејствата, прво, во црквата, на работно место, помеѓу пријатели, секаде. Ако знаеме да избалансираме помеѓу да му дам на другиот вистина и да му дам на другиот благодат, или некој пат можеби ќе биде во оваа ситуација некој пат само благодат ќе му дам. Во оваа ситуација може ќе му дам само вистина. Ама да не биде дека само едното ќе го даваме цело време. А секој еден од нас си има одреден карактер, или нашиот народ вика сите ние си имаме одреден табиет. И во тој наш табиет секој еден од нас е повеќе склон кон едната или кон другата страна. Знам дека сите ние сакаме да веруваме дека ние сме избалансирани. Јас секој пат избалансирано да. Не. Ти и јас сме склони кон едното или кон другото, повеќе. Не викам 100%, ама барем 60-70% некој е повеќе склон да дава вистина, некој е повеќе склон да дава благодат. И кога на луѓето не им даваме и вистина и благодат, ова зборам особено кога ќе сгрешат, ова зборам особено кога ќе направат нешто кое што ќе не извади од кожа, кога ќе не изнервира и така натаму. Кога не им даваме и вистина и благодат, ние всушност не сме соодветни представници на Исус Христос пред нив. Зошто? Бидејќи Исус дојде полн со вистина и со благодат. И ако јас на другите им давам само вистина, или на другите ако им давам само благодат, Библијата вика дека ние сме Христови представници, црквата е Христов представник на оваа земја. Ако одам само кон едната или кон другата страна, јас не го представувам Христос така како што треба. Представувам еден аспект од него, ама не така како што треба да биде. И секој пат кога ги одвојуваме вистината и благодата, или кога сме склони само да го даваме едното, а не и другото, а верувам дека секој еден од нас може да припадне повеќе на оваа или на оваа страна, ние всушност на некој начин како да правиме, да се обидуваме да ги разведеме вистината и благодата, она што Бог го споделил во брак. Ја така го гледам, ова е како бракот. Бог дојде полн со вистина и со благодат. Има еден, ако може така да го кажеме, брак помеѓу вистина и помеѓу благодат. И тие секој пат одат заедно, тие се едно. Секој пат кога го даваме само едното или само другото, ние го разделуваме тоа кое што Бог го спојал. Вистината и благодата. И прашањето кое што верувам дека треба да си го поставиме, предпоставам дека повеќето од вас, ако не сите, ќе речат да, Божјата вистина и Божјата благодат ја сменија мојата вечност. Јас поверував, Бог ми ги прости гревовите и според тоа што го читам во Библијата, јас сум спасен. Слава на Бог за тоа. Прашањето кое што верувам дека треба да си го поставиме е колку другите можат да ги добијат преку мене таа вистина и таа благодат. Нема да ги покажеме никој пат совршено, онака како што Бог не ги покажа нам. Не можеме ние да сакаме совршено како што Бог сака совршено. Не можеме ние да бидеме совршени во пристапот со вистина и со благодат како што Бог беше. Ама може да растеме во тоа. Може да се стремиме кон тоа. И првото нешто што треба да го направиме е да се прашаме. Можат ли другите да добијат или дали другите искусуваат од мене вистина и благодат? И претпоставам дека одговорот на твоето прашање, ако си го поставиш сам на себе, е да. Ама еве ти еден предизвик, прашај го другиот. Бидејќи ако не праша некој нас, ние малце сме склони да си бидеме субјективни во нашето расудување. Да, јас се обидам секој пат да бидам избалансиран. Ама прашај го другиот. Пред некој ден кога се случи таа ситуација, кога разговаравме, можеш ли да почувствуваш вистина и благодат од мене? Дали многу те шамарев или многу те галев? Пошто тоа е, вистината е шамарање, а благодата е галење. Ајде во ред, секи биде, не е проблем.
Вистина и благодат. И не се плашите од одговорот. Океј, каков ќе биде одговорот, тоа е за ваше добро да имате соодветна слика за себе си. Ако имате соодветна слика за себе си, секој пат кога имаме добра диагноза, Бог ќе може да даде терапијата. Ама без диагноза, тешко дека ќе добиеме терапија, бидејќи верувам дека тоа што Бог го сака од нас е како што Он ни даде вистина и ни даде благодат, така ние да даваме на другите вистина и да даваме благодат. И да правиме баланс помеѓу тие две нешта. И ако се преиспитате или ако прашате некој и одговорот е, знаеш што, ти си многу повеќе склон кон тоа да само да ме караш и да не ми кажуваш ништо друго, или ти си повеќе склон само да ме ќутиш, ама да не ми ја кажеш вистината, каков и да е одговорот, бидете му благодарен на Бог за тој одговор, бидејќи имате вие ситуација сега. Еве го моето духовно здравје, еве мојата духовна состојба. И за тука од исклучителна важност се молитвата. Господе, еве каков сум, ти ме знаеш каков сум, ама сега јас дознав каков сум или каква сум. Дај ми мудрост следниот пат да бидам тоа што ти сакаш да бидам за оваа личност. Ако зборувам само вистина, дај ми мудрост како да давам и благодат. Ако зборувам само благодат, дај ми мудрост како да покажам и вистина. Бидејќи нашата цел како христијани е да бидеме, само од име ни кажува што наша цел, да бидеме представници на Исус Христос. Да го представиме во најдобра можна слика пред нашето семејство, пред нашите пријатели, пред нашите колеги и пред сите други луѓе. И кога одиме кон една или кон друга страна, ако им кажуваме луѓето само колку се грешни или колку зеднале работа во ситуација или како не се како што треба, ние само ги тепаме. Ги шамараме. Ако им даваме само благодат или ако некој само им премолчуваме, ајде, добро, окей, ајде, поред, добар си. Тогаш ние само ги галиме, а некој па, знаете, вие што имате деца, некој па детето ќе оплеснеш погаснели за чисто за дисциплина, така? Така што овие нешта се многу важни. И многу е важно да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, ти дај ми мудрост како да направам баланс. Исто се однесува и во црквата. Ова е особено важно. Во црквата луѓе кои што се нарекуваат со Божјото име, особено е важно луѓето тука да добијат вистина и благодат. Да се соочат со реалноста какви се, но исто така да им кажеме, ама Бог може да действува во тебе, Бог може да действува преку тебе и оваа реалност која што ти сега имаш моментално, Бог може да промени. Или за тоа се молиме. Имаме молитвени часови. Зошто се молиме? Затоа што викаме, некој вика, еве мојата вистина, и ние другите му викаме, еве како Бог ќе може да промени таа вистина. Ајде да се молиме, ајде да се стапуваме, зошто бидејќи веруваме во жив Бог. Веруваме во Бог кој што ни вика, еве какви сте, ама еве исто така какви може исто така и да бидете. И некои луѓе мислат дека љубовта кон другите е само да им ја кажеш вистината. Кажи им па нека ме мислат о нешто ќе прават после тоа. Други мислат дека љубовта кон другите е само да им ќути за тоа што го прават. Реалноста е дека љубовта е на средина некаде. Треба некој пат да биде цврста, ама треба некој пат да биде и мека. Треба да каже каков сум, треба да ме соочи со реалноста каков сум, ама Божјата љубов исто ми кажа каков можам да бидам. И ако не им кажуваме луѓето какви може да бидат, туку само какви се, ние гиускратуваме од можноста да пораснат. Ако не им кажуваме какви се, туку само им премолчуваме, пак гиускратуваме од можноста да пораснат. Значи, како и да е, кој пристапи да го земете од тие две крајности, на другите не им го даваме тоа што во моментот им е потребно. И кога не им го даваме тоа што во моментот им е потребно, ќе се вртат во круг. Повторно со кајчето. Ќе земеш некого и сакаш да го водиш со кајче и викаш ќе одиме натаму, ти само сеното веслаш. И ќе се вртете во круг. Никој пат нема да стигнете до таму. Не знам дали сте го гледали, имаше еден филм пред неколку години беше снимен. Се викаше, ако не сте го гледали, не ви охрабрувам да го гледате, ама чисто нака сега додека спремав проповед да се сетив на него, се викаше A Star is Born. И е мюзикал на некој начин, во однос на музика се работи, со Леди Гага и со Бредли Купер, мислам дека беше филмот. Релативно интересен филм. Ај ќе ви го раскажам, на кратко ќе ви го расипам филмот, да не го гледате. Што ќе гледате дома 2 сати филм, ќе ви го раскажам јас сега. Да, ќе ви заштедам 2 сати, не мора да ми кажете фала.
Бредли Купер, не знам како се викаше, Джек мислам дека се викаше во ситуацијата, во филмот, е музичар и ја наоѓа девојка некаде, мислам дека на паркинг, некаде на супермаркет, ја наоѓа дека е добра пејачка и ја препозна како добра пејачка и со тек на време влегуваат во врска, зема по концерти, мислам дека се венчаат и се заедно. Арно пејачов, Джек, е алкохоличар и постојано е напиен, постојано прави проблеми и доаѓа на момент кај што сваќа колку му е сериозна ситуацијата и оди на рехабилитација. А во меѓувреме неговата сопруга станува позната пејачка, оди веќе на турнеи, си има свој менаџер, веќе ја барат и така натаму. И додека на рехабилитација, они се гледаат, му доаѓа да го посети, она вика не, јас ќе откажам цела турнеја само за да бидам тука со тебе, он вика не мора и така натаму и после она си оди и доаѓа нејзиниот менаџер. И ова е интересната ситуација. И се викам, Господи, те молам, не давај нашата црква да биде ваква црква или не давај ние да бидеме вакви христијани. Не дека менаџерот беше христијанин, ама пристапот, пазете го. Му доаѓа менаџерот и му вика, парафразирам, слушај се, ваква е ситуацијата. Ти си пијаница и секој пат ќе бидеш пијаница. Ова тука што си на рехабилитација, окей, интересно е, ама кратко ќе трае. Прашање на време е кога ти ќе си бидеш истиот како претходно. Прашање на време е кога ти ќе се вратиш повторно на шишето. Така што, ајде не се лажеме, да не се играме играчки. Ти си тој ќе си останеш, така ќе се биде секој пат. И те сакам што подалеку да бидеш од неа. Си оди, си станува и тоа ето. И филмот завршува со тоа што Джек се беси, се самоубива. Бидејќи му дојде еден човек и му рече, ти никој пат нема да се смениш. Му ја кажа вистината. Ако може тоа се нарече вистина. Му кажа, еве каква е реалноста. И ти секој пат ќе бидеш заглавен во таа реалност. И го гледам филмот пред неколку години и се викам, Господи, не давај да бидеме вакви. Да ги осудиме дека ќе бидат такви какви што се. И дека никој пат нема да се сменат. Не дека некој ќе се обеси после тоа. Ама го дотепуваме тепаниот, ако може така да кажам. Кој што може би сам се тепал, може би некој друг го тепал, ама секој пат кој ја даваме само вистината, ние ги дотепуваме тие кои што се тепани. Би сакал да бидеме заедница и да бидеме поединци, кај што на другите ќе речеме, да, ова е реалноста и воопшто не ми се допаѓа, ама еве го кој е твојот потенцијал во Христос. Ајде да видиме како да го достигнеме тој потенцијал. Ако можам тука да бидам, да се најдам во тој процес на светост, во тој процес на настанување, она што можеш да бидеш во Христос, сакам тука да бидам за тебе. Сетете се на споредбата што спомнав со кајчето. Ако не друго, барем на тоа размислувајте. Тоа само запомтете го од оваа проповед. Во самиот себе, начинот на кој што се гледам самиот себе, може да го опишам со тоа кајче. Начинот на кој што ги гледам другите, може да го опишеме со тоа кајче. Ако сакаме да одиме напред, да напредуваме во христијанскиот живот, во духовноста, мора да направиме баланс помеѓу грешен сум и сакан сум. Грешен сум е мојата реалност, сакан сум е тоа што може да ме промени и ќе ме промени во Христос. Истото и во однос на другите. Грешен си, ама и сакан си, и од Бог си сакан, и од мене си сакан. Ајде да видиме како оваа ситуација во која што моментално се наоѓаш, да донесеме пред Бог, да растеме. Зошто? Бидејќи Бог дојде полн со вистина и благодат. Бог дојде да не соочи какви сме и да промени нашата реалност. И така, верувам дека треба да биде нашиот пристап кон другите луѓе. Еве како си, еве кој е твојот потенцијал во Христос.